Пролонгираниот рок за поднесување на барања за легализација на дивоградбите истекува во четврток. Со последните измени на Законот за третман на бесправно изградените објекти се овозможи да се поднесе барање за легализација до 31 овој месец до општините каде е изграден објектот. Услов е објектот што е предмет на легализација да е изграден заклучно со 3 март 2011 година. За новоподнесените барања е определен рок за доставување геодетски елаборати до крајот на наредната година. Барања за легализација до четврток ќе може да поднесат и компаниите што имаат инфраструктурни објекти, оптички, бакарни кабли, водоводи и друга инфраструктура. Согласно законските измени, за до крајот на годината е пролонгиран рокот за доставување геодетски елаборати за барањата за легализација поднесени во 2011 година. Со тоа, според Министерството за транспорт и врски, би се комплетирала документацијата и општините ќе можат да ги решат предметите. Пролонгирањето на рокот за доставување на геодетските елаборати за една година беше направено со цел на граѓаните да им се остави простор да имаат време за достава на елаборатите, кои се клучен документ во процесот на легализацијата, а на геодетските фирми лесно да ја завршат работата, бидејќи со претходниот рок нема доволно време да ги изработат сите поднесени барања. Инаку се уште трае и можноста за социјално ранливите категории да добијат бесплатни елаборати. Од почетокот на процесот на легализација, што почна во 2011 година, до сега правен статус добиле 147.000 нелегално изградени објекти. Во општина Кочани вкупниот број на примени барања за утврдување на правен статус на бесправен објект изнесува 5.988. Решени барања до денес се 3.238, а одбиени барања до денес се само 42. Новопријавени барања од месец декември до денес до општината Кочани се поднесени 1.060, додека во општината Чешиново Блешево бројот на новите пријавени барања од месец декември до денес изнесува 103.